Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Вечерва наша гостинка е Гордана Силјановска-Давкова, кандидатка на ВМРО ДПМН за председател на државата. Дали навистина чувствувате сега пријатна, комотна, морална позиција да зборувате за авторитарни тенденции во овие последни 2 години, а во архивата да немате солидно досие на реакции за груевизмот? Воопшто не се согласувам дека сум го премолчела груевизмот. Напротив, го критикував, дури и во Венецијанската комисија, Например, па зашто? може би и затоа бев сменета. Например, зашто, професор, ке сте го За критикували? авторитарното владење, тоа го пишувам тука, дека е тоа изданок на титоизмот, за корупцијата, за криминалот. Има некаде во историјата на човештвото случај да треба сосед да ви признае јазик. Сакате да кажете ние со говорот на телото зборувавме досега? Кај сте чуле? Па македонскиот јазик беше еден од 3 службени јазици во Југославија. Што е проблемот? Наслов, голем е проблемот. Ајде, кажете. Ова, ајде вие Васко, едно Ајде. ако сте Васко, па да Ајде. смениме едно име. Раско да бидете. Вие ќе бидете истиот човек. Ма ние Еве сме- јас Гордана Јордана. Добро. Целиот мој идентитет Вие се сте менува. македонка, професорке. Молам? Припадничка на македонскиот Молам? народ, останувате. Па што е тоа Кој битно? што зборува македонски јазик. Тоа не е дел од вашиот етнокултурен Ама идентитет. дали е тоа Молам? Чекајте сега, ама вие. Ајде оставите ме мене сега да објаснам. Бидете со нас. Интервјуто со Силјановска-Давкова почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. На 8 март, меѓународниот ден на жената, ни гостува жена кандидат за председател на државата, Гордана Силјановска-Давкова. Таа ја доби поддршката од Конвенцијата на ВМРО ДПМН и ја чека потврдата на кандидатурата од Државната изборна комисија. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро Честит најдов. 8 март вам и на сите жени кои што денеска го слават овој ден. Благодарам. Може една порака на почетокот? Слободно. Може би во иднина треба да велиме цвеќињата за мажите, правата за жените и субверзивно да им подаруваме на сите мажи цвеќиња, зашто проблемот е во нив, не е во нас. Добро, интересна порака. Јас и вие, професор, ке се познаваме подолго време, може би повеќе од 20 години, од времето кога јас студирав на правниот факултет. Вие бевте моја професорка по политички систем и современи политички системи. Се сеќавам дека се трудев да не отсуствам од ниедно ваше предавање, бидејќи беа исклучително интересни, имаше многу што да се слушне, да се научи, задоволство беше да се подготвуваат испитите, да се биде на испит, но вечерва сме во различни улоги и во различни капацитети. Сега јас, поранешниот ваш студент, сум новинар, вие сте кандидатка за председател на државата и вечерва јас ќе ги поставувам грото прашања, вие ќе одговарате. Се разбира, оценката ќе ја оставиме на публиката и на граѓаните. Тоа јас го викам, Васко, Сократов метод. Значи, предпоставувам дека и кога сум ви предавала, сум го предочила тоа, дека не сум само таа која предава, туку и таа која учи. А еве, признавам, вие сте еден од студентите кои се помнат. Добро, благодарам. На ваков ден, меѓу другото, со човек кој што има повеќе експертизи, главната му е уставно право и политички систем, но меѓу другото и прашања поврзани со родовата еднаквост. Еве, може би ред би било да почнеме со еден корпус прашања поврзани со тие теми. Моето прво прашање до вас би било, ако станете председател на државата и на вашето работно биро стигне актуелниот предлог закон за абортус, кој што сега е во фаза на јавна расправа во собранието, дали ќе го подпишете указот за негово прогласување? Да дадам малку контекст. Актуелниот закон кој што се смета за проблематичен, бидејќи, пак велам, според дел од толкувањата ускратува дел од правата на жените, беше донесен во времето на владата на ВМРО ДПМН. Вие самата за себе на конвенцијата на ВМРО во Струга ќе кажете христијанка сум, една од потомките на Лидија
од Македонија. Да. Црквата е многу гласна деновиве против овој предлог закон, актуелниот. Така. Еве ова би бил контекстот на моето прашање. Ако го имате на маса, дали ви го подпишале? Значи, прво, не можам веднаш да ви одговорам анблок, зашто сакам да го видам конечниот текст. Дали Законот актуелниот е во закон е- расправа Да. и треба, ке има амандмани, но она што мене ме води е следново. Дека последниот збор мора да го има жената. Значи, тоа е она што ме води. И од тоа не одстапувам. Дали ова решение што сега е Ова на со сила? христијанството, што го велите, морам да кажам, видите, погледнете како се однесува папата Френсис. Работите се менуваат, бидејќи и светот се менува. Кој Смеам ли да ве очекуваше? прашам дали сте верник? Па ако сте христијанка, да, сум крстена, ако на тоа Не, мислите. некои и на друг начин го употребуваат тој термин. Видите, верник што значи да се прави разлика меѓу религија и меѓу вера. Така? Да. Постои разлика во тоа и јас велам дека веројатно сите се верници, барем еднаш во животот, пред да починат, зашто се повикуваат на Бог. Дали Но актуел- јас не гледам тука разлика, јас сум свесна дека ВМРО ДПМН е, како и ЦДУ, е христијанска демократска партија во суштината, но јас гледам на верата на поинаков начин, можеби. Дали актуелното законско решение, тоа што сега е на сила, Така. кое меѓу другото бара да има еден период од 3 дена, од моментот кога жената ќе побара да абортира и ќе биде советувана од лекарски експерти, е проблематично за вас? Не е проблематично. Треба човек да има време за да размисли, но јас одговорно тврдам дека ако некој решил да абортира, ќе абортира. Не верувам дека советите може многу да придонесат, но зошто да не? Честопати сите ние, жените, знаеме дека многу нешта може би и друг може да ги предочи. Но она што мене ме боли, морам да кажеме, целава дебата околу закон за абортус. Абортусот не смее да биде контрацептивно средство. А тоа е сега. Значи, јас се залагам за задолжително сексуално образование во основно и во средно училиште. Јас се залагам веднаш државата да го преиспита односот кон контрацептивните средства, кон презервативите, кон спиралите, сето тоа да биде ослободено од даноци. Јас се залагам за, значи, политика која што ќе оневозможи да се соочуваме со ситуација како што е абортусот. Ние немаме младина која што е сексуално образована, особено за репродуктивната димензија нема став и кога ќе видите дека најчесто ова им се случува на малолетни лица, навистина сте соочени дали некој малолетен може туку така да одлучи. Но последниот збор се разбира во консултации со блиски, ќе го направи жената. Добро, дали смеам да заклучувам дека за вас и актуелното решение не е спорно? Не гледате Не. потреба да се менува воопшто? За 3 дена, ако Да. е тогаш е смешно да бидеме искрени, ако се работи за 3 дена. Но јас гледам и други решенија внатре, кои овозможуваат и во подоцнешна бременост да може човек, ако смета дека негово право е дека раѓањето на детето би му представувало проблем, да размисли за тоа. Законот за антидискриминација. Така. Мислам дека беше исцрпена дебатата во парламентот, се чека гласање на пленарна седница на собранието. Дали тој закон би го подпишале? Владко Ѓорчев, да речеме вчера од говорницата, ќе рече со ова се брише бракот како заедница на еден маж и една жена, иако на вистина овој закон не се занимава со ово прашање. Па некој ќе рече дека е тоа предмет на друг закон, на законот за семејството, меѓутоа, кога се работи за бракот,
маргината на постапувањето дури и во многу европски држави не е иста. Не е иста во Италија со Полска или во Данска, Шведска и Финска. Кога се работи за заедницата меѓу маж и жена, по мене, мора да се прави разлика меѓу она што е цивилен брак и она што е заедница. И овде, да бидам искрена, и европските институции дозволуваат секоја земја, во зависност од традицијата, да го реши прашањето. Иначе, јас мислам дека треба ваков закон на референдум да оди, исто како и за... Кој закон? Овој за антидискриминација. Закон во кој што би се регулира бракот. Тоа е случајот, да речеме, на Хрватска и на други земји. Зошто? За да се чујат граѓаните што мислат за решението. Се сеќавате, во Хрватска не помина на референдум. Да, се сеќавам. Проблем е за вас воведувањето на сексуалната ориентација како основ за забрана од дискриминација? Не, воопшто не. Експлицитното воведување? Не. Јас дури сум велела дека, знаејќи дека Македонија е традиционална држава, со се уште парохијална и патриархална политичка култура, дека мора да го направиме првиот чекор во членот 9 од Уставот, каде што се гарантира рамноправност на сите без оглед на етничка, верска, расна и друга припадност. Најблагата варијанта би била други основи, а се разбира и ориентацијата може да дојде на дневен ред. Да, ви ги поставив за да се обидеме да влеземе на теренот на вашата идеолошка себедефиниција, да речеме. Бидејќи ми се чини дека вие сте многу поблиску до либералните ставови и гледишта, а партијата која што ве поддржува сега во оваа председателска трка е демохристијанска, конзервативна, десничарска партија. Што ве поврзува, што ве спојува? Прво, ако се сеќавате, на конкурсот воопшто на ВМРО ДПМНЕ не се бараше, за разлика од конкурсот на СДСМ, да ја прифаќате програмата на ВМРО ДПМНЕ. Што значи, апсолутно никој не бараше од мене да ја делам истата идеолошка матрица. Второ, денеска сите знаеме дека живееме во свет на дезидеологизација, односно многу тешко е да кажете што е центар, што е лево, што е десно. И она што денеска е идеолошка мега или мета идеологија е либералната. Сите се заразени, и социјалдемократските партии, и лабористичката, и конзервативната партија се заразени со либералната мега или мета идеологија. Не гледам тука проблем, особено не гледам за председател, зашто мислам дека токму отворената порта за некој кој бил член на либерална партија и дели либерални вредности во поглед на слободите и правата на човекот и граѓанинот, оти јас имам и критика кон неолиберализмот во економската сфера, е доказ дека може на прашања кои се поважни, во случајов тоа е прашањето за демократизација на Македонија, апсолутно може да се сретнат едни со други, со толеранција, и за мене е тоа чекор напред. Не е ова политички пакт или политички брак, само за да не бидете политичка манекенка, како што самата рековте. Не, јас се уште не сум во политиката, тоа можам да станам само ако станам председател на Република Македонија, и јас се уште се ги изразувам личните ставови и научните ставови, оти не можам да избегам. Што ве советуваат од партијата, бидејќи ми се чини дека таму меѓу членството, поддржувачите на ВМРО ДПМНЕ ќе има и двоумења. Во смисла на ова што и сега го разговараме, бидејќи сепак во еден дел сте прилично либерална, а имаме едно членство и тело кое што можеби не дели дел од овие ваши вредности, па дали на крај ќе решат да ве поддржат? Сигурна сум, бидејќи ако имаше дилеми во првичните средби со членовите на извршните комитети, сега веќе ги нема. Ако се сеќавате на прославата на жените на Унијата, прво имаше
жестока музика, извонредна, жени беа интерпретаторките, па потоа имаше исто така и народна музика. Прекрасна, ако може Питер Габриел да се инспирира од женскиот фолклор, не гледам. Јас мислам дека важни се вредностите право, правда, владење на право, еднаквост, нив ги нема. Да. И јас мислам дека тука нема да има никаков проблем. Ги Прочитав- освоив, мислам јас, срцата Да. на членовите, не само на општинските комитети, туку на луѓето кои што се Прочитав таму. еден наслов деноиве, ќе го искористам за вовед во овој следен дел од интервјуто, вели Силјановска го преспа груевизмот и се разбуди во заевизмот. Ви се приговара на тоа дека во еден период од 2006 до 2017 не реагиравте на начин и со интензитет и жестина за кој што сега зборувате за заевизам, за тенденции на авторитаризам, за непотизам и така натаму, работи кои што не би требало да ги има во една нормална демократија. И ако бидеме честни, еве, прашањето мое би било, дали навистина чувствувате сега пријатна, комотна, морална позиција да зборувате за авторитарни тенденции во овие последни 2 години, а во архивата да немате солидно досие на реакции за груевизмот? Тоа е новинарска перцепција. Еве, јас овде имам книги кои се викаат Civic and Non-Civic Values in Macedonia или The Particularity of Democratic Transition in Consolidation in Macedonia. Значи, да правиме разлика. Јас веќе одговорив на слично прашање. Јас не сум дежурен политички аналитичар. Многу внимавам да не се појавам пред медиумите, освен сега кога морам да дојдам, бидејќи сум кандидатка. Воопшто не се согласувам дека сум го премолчела груевизмот, напротив, го критикував, дури и во Венецијанската комисија, Например, па зашто? може би и затоа бев сменета. Например, зашто, професор, ке сте го За критикували? авторитарното владење, тоа го пишувам тука, дека е тоа изданок на титоизмот, за корупцијата, за криминалот. Значи, За овие теми сте знаете, разговарале? не споредувајте ме Да. со дежурно присутните професори и аналитичари, бидејќи нив редовно ги повикуваат Не, во не. медиумите Да. или имаат своји портали. Добро. Јас никогаш не одам сама некаде, но секогаш, дали е тоа законот за високо образование, сум изразувала мислење. Впрочем, Законот за во високо ниту еден образование, орган- професор, ке лично ве засегаше, затоа реагиравте. не ме засегаше лично воопшто. Јас ги исполнував сите критериуми и според предложениот текст за импакт фактор и слично. Но затоа мислев дека ми е обврска да го критикувам, зашто автономијата на мојот дом е моја. Може да проверите, ако не сум го критикувала груевизмот, значи сум била дело од него, зашто тогаш во ниту едно тело, ниту владино, ниту невладино, ниту на универзитетот, тоа е интересен феномен, кој еве ќе го обзнанам. Во времето на едните, обично, најуспешните професори, членови на различни тела се блиските и обратно. Јас прв пат во мојот живот, неколку години пред пензија, сум член на Советот за докторски студии. Нити сенатор, ниту продекан, ниту Сега декан. влегувате на голема врата. Кандидат сте на ВМРО за председател на државата. Па, видете, кога добив ваков предлог, добро размислив и мислам дека некој кој цел живот предава политички систем, уставно право, владење на право, за тоа пишува, зошто да не, да проба. Знаете што, јас се со сеќавам и на други... сигурност тоа да го спроведе во Јас се сеќавам и реалноста. на други реакции, А и како жена. не само за законот за високо образование. Например, се сеќавам дека сте излегувале да критикувате конфекциско носење закони во петок вечер, 100-150 Да. одеднаш и така натаму. Васко, да ве прекинам Да. сега. Еден од трудовите кои што
голема прифатеност имаше, е трудот, парламентот против владата, Давид против Голијат. Ќе ви го испратам да видите со сите постапки. Меѓутоа, сега брзината на донесувањето на законите, иако дури кога се поскратена постапка е како да се поитна. Дури измените на многу важни закони. Сакате кривичен законник, сега закон за амнестија, да не говорам за чудесното гласање за амнестијата, да не говорам за измени кои по скратена постапка со европско знаме, кои немаат ништо европско. Тоа се настани ситуации кои што се обелоденети во медиумите, се третираат, се критикуваат. Селективен е погледот во медиумите. Чив. Не ваш, наполно медиуми, а новинарите се извонредни кога се непослушни. Меѓутоа, за жал, извинете, ние и во медиумите имаме чуден феномен. Мислите дека имавме подобра ситуација до 2017-та? Не. Меѓутоа, едно робство беше заменето со ново робство за многу покус период. Сега не се согласувате дека сепак на тој план, дека состојбата е многу подобра од претходно, дека многу послободно се зборува за проблемите, се отвораат проблематичните прашања, се зборува за индициите за криминал, за непотизам, за корупција во владата и сето тоа на критичен начин се обсервира во медиумите. Џабе, чумуви е зборувањето кога се си останува исто. Дури може да биде тоа демократски декор. Кажете ми мене, каде се промените? Дали нема корупција, дали нема криминал, дали нема непотизам? Чудовишни размери. Овие зборови ретко... Една фамилија сега е заменета со друга фамилија. Овие зборови ретко ги кажувавте до 2017-та. Ама сега сум кандидат за председател. Као што очекувате од мене? Сега сум веќе јас во предворието на политиката. И сигурно нема со научните тези да ги освојам граѓаните. Околу непотизмот, сакам да ве прашам, бидејќи ве слушам деној ве реагирате и на тоа. Ве слушнав вие во своја одбрана, како велите за фри шопот кој што му е доделен на сопругот во 92 до 94. Не, интересен ми е начинот на кој што го браните тоа, професорке, не е за тоа што се случило пред 30 години. Велите, јас не учествува во доделувањето на концесијата, прашајте го министерот за внатрешни работи Фрчковски. Сега, можат ли сите вработени, за кои што ние во медиумите го поставуваме прашањето, дали се на соодветен начин вработени, дали не станува збор за непотизам, да го имаат истиот изговор? Например, керката на Талат Џафери или Талат Џафери може да каже прашајте го директорот на Елем. Така? На каков начин Талат Џафери имал... Неспоредливо е, не се работи за вработување. Не се работи за вработување. Постапката била внатрешна, значи само во рамките на внатрешни и јас многу убаво велам. Значи би било конфликт на интереси ако сте влијаеле врз одлуката. Талат Џафери како влијаел на вработувањето на керкама? Ама сега ќе објаснете ми во случајот Талат Џафери. Па дури и со членови на комисијата кога ги бираше. Членовите на антикорупцијската комисија, тие се потенцијални клиенти. Што утре? Значи, не велам дека Талат Џафери влијаел. Очигледно со оглед на природата на човекот кој го сретнавме, елоквентноста, знаењето, може би и воопшто не влијал. Значи, има ситуации кога тоа може да има, да е врзано за конфликт на интереси, но може и ситуации да нема. Мене, кај случајот што го кажувате на господинот Талат Џафери, ми личи дека нема. Истото го кажувам и за мене. Значи, јас ниту сум можела да влијам на тоа, зашто би можела ако е во влада. Би можела ако е конкурсот отворен. Значи, затоа ве упатив и веќе се изморив од ова прашање, да го прашате оној или оние кои доделувале да ви објаснат постапката. Јас прашувам за принцип, бидејќи вие сте министерка без ресор во влада. Ама не најдовте ли нешто, вас кои вие, 30 и колку години
Нешто друго. Не, ние разговараме за Аманте сегашниот веќе. Професорке, немојте сега така да го Не е банализирате. Прашањето Не, не вие го е... банализирате. Не. Прашањето не е за вашиот случај пред 30 Така. години. Прашањето е за начинот на кој што вие пред 5 дена Така. го објаснувате тој случај. И јас тоа објаснување сега го ставам во контекст на Не сум критиките. објаснувала пред 5 дена, ја за Пред кога? случајот на Талат Џафери воопшто. Не Вие за сте Талат првиот Џафери, што ме за прашувате. фри шопот. А за За фри фри шопот. шопот. Да, а сега значи За вие на фри 5 шопот. дена тоа прашање го реобновувате? Да, така. Па не, дајте ни распоред ако не на колку дена да ве прашуваме. Не, ама зборуваме за председателски избори. Гордана да. Силјановска е Ама зборуваме за принципи, професор, ќе се согласувам. Мислите дека јас во овие сиве години не сум докажала Не, во една сакам да мала кажам средина принципи? Не, сакам да кажам дека односот треба да ни биде принципиелен. И кон сегашните, нели? Така, Бидејќи да. секојдневно, например, вие Ама ова сега е велите... епидемија. Епидемија е. Да, Пандемија е. Во 17 Нема ден, нема човек чие семејство не е вработено. И сега слушаме ние интересна теза дека тоа бил фамилиарен проблем па да се договореле. Ама не е тоа фамилиарен проблем. Проблемот е за антикорупцијска. Значи проблемот нема врска со вработените. Проблемот има врска, убаво велите, со оние кои што може би го возможиле тоа, а може би и не. Тоа треба да се испита во И гледаме дека постапка. се формираше Ама антикорупцијска вие и дека мојот таа... проблем вон од постапката го третирате. Значи, Како? постапка, немало постапка. Јас кога сум дознала, веднаш сум отишла кај премиерот Црвенковски, прашајте го и него. Сум му рекла ова и ова. Неговиот одговор беше, вие не сте влијаеле. Еве вака. И затоа ве молам, значи, Да. прашањето знаете што, упатете го до вистинските Ве разбирам. лица. Видете сега колку време Да, ама не мислам дека се неважни овие прашања, затоа што, например, пратеничката која што го доби надимакот Мира Дизел, така. таа не може на ист начин како и вие да каже. Молам, вие наоѓате сличност. Па Ама не, вие самата, професор, ќе велите дека вие не сте влијаеле. Васко, Мира од може да тогаш- каже и јас не сум влијаела. Васко, од тогаш поминале 30 години. Ако Гордана Силјановска имала проблем со чест и со морал, ќе направела нешто друго наместо, освен не ова велам, што да. го посочувате. Јас не велам дека За вие имате сред- проблем. Па Јас што велам дека тогаш? треба принципиелно да Па се дајте пристапува и сега. рехабилитирајте ги луѓето. Кого? Реков еднаш дека кривично дело да сторил некој, па по 30 години готово се брише тоа. Но вие не го заборавате. Тоа и постојано сега го... Јас се повикувам на објаснувањето така. ваше дадено пред неколку дена. Тоа беше моето Во ред, прашање. Ме интересира во тој контекст. Ајдете. Што мислите вие за тоа што лидерот на партијата што ве поддржува Така. е вработен на факултетот на кој што работел неговиот татко? Не знам тоа. Не знаете дека Не. Христијан Мицкоски е Не, вработен? а вработен на факултетот, се извинувам, мислев дека чув дека и нешто пострашно. Не, дека не. бил асистент кај татко. Бил 6 месеци бил асистент кај неговиот татко. Не знам, тоа да го прашате него. Јас имам на факултет. Исто така, еве споменавте еден од најквалитетните колеги, чиј што татко беше професор на факултетот. Меѓутоа, мислам дека му беше нему пречка, затоа што беше подобриот од сите најдобри. Имам неколку примери на факултет кои се пријавиле на конкурс, тогаш ги немаше овие одредби во Законот за високо образование и тие влегоа на факултетот, меѓутоа се за мене едни од најдобрите. Ова е етичко прашање, да, не знам, сега во Законот има одредби за сродството, меѓутоа во времето кога јас, да речеме, студирав и конкурирав, ги немаше. Добро, прашањето за името... И не би се осудила, ако е етичко прашањето, да давам оценки.
ги спомнувам конкретните примери за да видиме дека сепак има ситуации што треба индивидуално да се оценуваат. Секој случај секогаш. е случај сам за себе. Право сте, И секогаш треба индивидуално. Да, кога велите епидемија, да, таа може да испадне дека како се вели е од различни вируси. Не, ама ако имате во еден ден, во една недела толку многу примери, тогаш случајноста е неверојатна. Тоа станува, значи, модел на вработување. Тогаш е тоа нешто друго. А ние ќе најдеме на полно факултети случаи 1, 2, 3. Меѓутоа, ова се случува во многу кусо време и во многу големи размери и тогаш боде очи. Да. И вие, новинарите, тука сте најзаслужни. Договорот од Преспа, прашањето за името, веројатно е една од темите што на некој начин ви ги вкрсти патиштата со ВМРО ДПМНЕ. Вие сте остар критичар на договорот, но можам и да заклучувам дека сепак некако во последните денови како да чувствувам едно ретерирање во првичната ваша позиција. Ако на конвенцијата на партијата рековте прашањето не е затворено, ќе направам експертски тим од престижни професори за да го отвориме прашањето пред меѓународните институции и меѓународните судови. Сега некако како да доминира една линија во која велите, но јас не сум нереална. Договорот од Преспа е реалност, промената на уставот е реалност, јас немам причина и намера да не го почитувам. Да. Има ли една линија на благо прилагодување кон реалноста повеќе? Чекајте сега, не знам што значи прилагодување кон реалноста, да бидете председател на Република Македонија, да, е реалност. Но, еве што сакам да кажам. Не ретерирам, еве зошто. Кога велам јас дека Преспанскиот договор е лош, тоа не е политичка оценка, туку е тоа резултат на повеќе од 60 на страници студија, објавена на македонски и на англиски јазик, до колеги конституционалисти, до колеги професори од меѓународно јавно право, со врвно реноме, повеќе од нив потпишани и на она наше писмо како одговор на Гардијан. Зошто? Бидејќи јас не сум експерт по меѓународно јавно право, меѓутоа ги знам основните принципи, меѓу останатото текстот се должи и на анализа на трудови на мои колеги, врвни во меѓународното јавно право и тука гледам сличност во ставовите. Имено, Преспанскиот договор се заснова на кршење на Уставот на Република Македонија, постапките сите ако ги анализираме, не се во рамките на деловникот, законот, владењето на правото, меѓутоа се крши. Ќе ви дозволам. Ајде, кажете ми што е прекршено во процедурата на менување на Уставот? Прво, не смееше да дојде до промена на Уставот. Зошто? Заради референдумот. Референдумот не беше задолжителен. Ама чекајте сега, молам, и вие верувате во тоа. Референдумот пропадна, Васко. Добро. Тамо пишува дека референдумската одлука е донесена, па го чувме вчера и против кандидатот Пендаровски. Правно рече дека проблемот постои, а политички бил добар. Ама референдумот е правен инструмент, уставен инструмент. Значи, ако немаше мнозинство од излезените, тогаш тој не постои. Тогаш членот 30 од Законот за референдум и други облици на лично изјаснување вели: во рок од 60 дена сите акти и действија на собранието треба да се усогласат со референдумскиот резултат. И кога е незадолжителен Леле, референдумот? молам, референдумот, па ајдете, го чувте, ја чувте изјавата на господинот Пендаровски
дека мора да има задолжителен референдум. Не постои задолжителен референдум постфестум. Консултативниот референдум во член 17 ви е опишан во Законот за референдум дека пред да го ратификувате некој меѓународен договор може да ги консултирате граѓаните. Ве молам, консултативен референдум за прашање во кое првиот збор е дали сте за членство во ЕУ? Така беше одлуката на собранието. Дали сте за НАТО? Па извинете, Уставот не познава за ЕУ незадолжителен, односно консултативен референдум, познава само задолжителен референдум. Уставот кога е НАТО во прашање може на два начини да одговори. Ако го третираме како организација, тогаш е доволно апсолутно мнозинство од пратениците. Што бара тогаш тој? Значи, Преспанскиот договор е дури на крајот. Ако е референдумот императив за секоја власт, како што вели професорот Жак Кадар, тогаш што требаше да направи? Тоа што направи Де Гол, оставка. Тоа што го направи Церар, оставка. Тоа што го направија во Португалија, мислам дека еден оставка. интересен аспект што баш сум мислел дека некојаш ќе можам да го зборувам со вас. Нашиот закон за референдум, прво уставот, па потоа законот за референдум, предвидува дека референдумот е успешен ако излезат најмалку половина, односно повеќе од половината. Ако гласаат, Ако излезат на гласање, мнозинството од излезените под услов да излезат, да. Тоа е дефиницијата што ја повтори министерката за правда. Пред референдумот, ако да ве потсетам. Така е. Сега, имаме изборен законник, изборен систем, со 6 изборни региони, од кои што се избираат 20 пратеници. Теоретски, 80 пратеници во парламентот можат да бидат избрани со само 4 гласа, распоредени во 4 изборни региони. Нели? По еден гласач излегува, 20 пратеници автоматски добива. Погрешна ви е математиката, во просек во Република Македонија. Не за просек, не зборуваме за просек. Сега, извинете, во Република Македонија тука не ви помага статистика, само уставна норма ви помага. Ама чекајте, јас за тоа сакам да видиме дали е логична. 6 до 8.000 има обично 8.000. Професорке, теоретски, законски, според законот, 80 пратеници во парламент се бираат со 4 гласа, може да се изберат. Така вели законот. Ако излезат четворица, распоредени во 4 региони, ќе добиеме 80 пратеници. Како не, професорке? Не. Така е. Сега, имаме референдум со сила на дури на помалку од 80 гласа во парламентот, а 80 гласа правите што сакате во политичкиот систем на државата. Со барање за минимум 900.000 да излезат. Сега, никој експерт по уставно право не сум чул да го проблематизира овој небаланс, овој дисбаланс во политичкиот систем. Еве го експертот пред вас. Ајде. Чекајте сега. Ајде. Законот за референдум и други форми на лично изјаснување е донесен во 2008 година. Добро. Од СДСМовска влада како реакција на она што се случуваше 2004 година. Ама вие законите предпоставам да ги цените, дали е од СДСМ или од ВМРО донесен? Тогаш јас излегов, како што излегов и кога се носеше уставот, со тезата дека ако сакате да стимулираме директна демократија, контрола на представничкото тело, мора критериумите за референдум да ги смениме. Ниту таа власт тогаш, кога се носеше уставот, ниту 2008 година, не сака да го чуе тоа. Зошто? 100 е можно построги критериуми да има, за да не може да и биде загрозена власта. И ние се соочивме со парадокс. Референдумот е контрола на пратениците, што ги споменувате вие со многу низок легитимитет, така рековте вие, просекот вели друго,
А од друга страна, тие беа главните организатори на референдумот, а во Кодексот на добри референдумски практики на Венецијанската комисија се вели дека ниту еден државен, локален, регионален или друг орган не смее ниту да прима средства, ниту да учествува во кампањата. Да, таму се вели и друго, дека и се препорачува на Македонија да го симне и цензусот за излезноста на референдумот. Например, Одлично, како што и вели во 3 извештаи, да се тргне цензусот за избор на председател во вториот изборен круг, но меѓупартискиот и меѓуетничкиот пазар тоа не го дозволува. Да, значи, Ако професорке, имате вие двајца кандидати во втори изборен Да. круг, логично е систем на балотаж француски, еден да биде избран. Значи, поентата ми е ова. Ако во една Швајцарија нема цензус за успешен референдум, Тоа беше мојот предлог, ама во 2004 година, ако Васко. во последните неколку години сите референдуми во Швајцарија, која сите битни одлуки ги носи на референдум, Да. се со излесност далеку помала од 50%. Во ред. Така? Да. Тогаш 660-70 илјади гласа не може да се подценуваат. Видете. Затоа што противниците на прашањето... Не ви држи, не ви држи логиката со Швајцарија. Да додадам. Да. Противниците на прашањето имаат двојна можност во однос на поддржувачите да го урнат процесот. Така. Со гласање против и со бојкот. Така. Ама сега јас да ве вратам назад. Значи ли тоа дека референдумот од 2004 година исто така беше успешен? Епа 96% од излезените гласаа за. До кога ние селективно ќе гледаме? Да, и вие и јас го знаеме одлично швајцарскиот систем. Ама зошто да не кажеме друго? Швајцарскиот устав, швајцарските закони мора да поминат и на референдум за да бидат усвоени. И тамо има факултативен и има тамо задолжителен. Ама уставот е устав, законот е закон. Додека не се смени, мора да се почитува. знаете како? Се после референдумот, Васко, Добро. вклучувајќи ги и чудесните измени на кривичниот законник, амнестијата, која всушност беше уште слики да видевме, помилување со закон, непознат феномен. Професорке, тој пристав се што е устав и се што е беше- закон не е во духот на вашето мото Се беше надвор право од и правда. владењето на право. Знаете Законот зошто? мора, законот е рекс, додека постои. И нирнбергските Значи- закони биле закони. А, немојте Во таа ме молам. смисла, епа не, мораме да банализираме така. Нирнбергшки затоа што- закони нема, има нирнбергшки процес. Има и А вие закони. сакате да кажете дека Има и не, закони. споредбата не држи. Оваа власт го донесе тој закон, значи СДСМ го донесе. Ама нема врска која влада го донела. Ама чекајте, Ние сега, јас сакам зборувам да со човек кажам, кој што е експерт требаше во да оваа област. сменат, иначе јас ова што велите вие не сум го укажувала многу пати. Особено знаете кога? Скопје 2014 кога беше. Велев, не фрлајте не нас граѓаните во лавиринтот на собирање подписи. Треба советот на општината да распише референдум за да не чуе нас. Ама И сега, никој не слуша. Сега кај договорот од Преспа. Така. Еве да се обидеме да скратиме, да Ајде речеме, да што скратиме. лично вам ви се смени од како е на сила договорот од Преспа и уставните промени? Што мене лично да се смени? Многу нешта. Тоа Например? што ги истакнуваат и моите колеги. Јас сум растела, сум го градела идентитетот во Република Македонија. Добро. Јас сега Што треба од да вашиот одам. етнокултурен идентитет Молам? е сменето. Многу. И јас и вие на кој јазик зборуваме сега? Леве молам, многу Ама нешта. фали некоја А зошто? буква од јазикот? Чекајте. Јазикот. Да. Па ние сме единствената држава Добро. и единствениот јазик со објаснување. Еве, дека денеска, бил знаете ли јужнословенски дека јазик. денеска- Ама да не ги банализираме Не работите, ги да ви банализирам. објаснам што е со идентитетот, со името. Значи, Денеска беше потпишен договор Така. меѓу македонската и грчката влада за Така. отворање на граничниот премин Маркова нога на 3 јазика. Добро. Англиски, грчки и македонски.
И што? Во грчката верзија на закон И што? на договорот Да. пишува македонски јазик. Што? И да. Па имаме признавање на македонскиот јазик и од грчка страна. Тоа што го немавме до сега. Сте чуле вие, има некаде во историјата на човештвото случај да треба сосед да ви признае јазик. Сакате да кажете ние со говорот на телото зборувавме досега? Кај сте чуле? Па македонскиот јазик беше еден од трите службени јазици во Југославија. Што е проблемот? Наслов, голем е проблем. Ајде кажете. Ова, ајде вие Васко, едно Ајде. ако сте Васко, па да Ајде. смениме едно име. Раско да бидете. Вие ќе бидете истиот човек. Ма ние Еве јас Гордана Јордана. Добро. Целиот мој идентитет Вие се сте менува. македонка, професорке. Молам? Припадничка на македонскиот Молам? народ, останувате. Па што е тоа битно? Кој што зборува македонски јазик. Тоа не е дел од вашиот етнокултурен Ама идентитет. дали е тоа Молам? Чекајте сега, ама вие. Ајде оставите ме мене сега да објаснам. Добро. Има Обединети нации? Има. Така? Дали исто така е македонската нација една од нив? Да. Што е македонска нација? Да ви објаснам. Ајде. Сега ајдете. Ајде. Чекајте, гледам и во вашиве емисии Да. Што е едно чудо македонска луѓе нација? кои Јас кога зборувам денеска, Да. во етничка смисла на зборот е јасно. Тоа е минато. Право на самоопределување оствариле македонците, Каде формирале држава. каде Ве молам во- оставете Ама ме. не, каде во Зборувам уставно- за нација демос. Добро. Збир на сите граѓани. Така. Кажете ми сега вие како ќе биде ова The Macedonian Genus, така? Добро. Ние сега, значи, не можеме придавката, или смешно е, може во театар, не може во телевизија, смешно. Или ману, видете, нација демос, Добро. значи политички ентитет. Постои тоа во Македонија? Мора да постои ако Ама сакаме не, дали постои, ве прашувам? Како? Македонска сигурно нација постои. постои? Постои како демос или мора како политичка. Како политичка нација, постои Па знаете ли македонска што нација. значи тоа? Па знам што Па значи, за тоа ве граѓаните, прашувам. суверенитетот велиме дека извира од Добро. граѓаните и Зошто- припаѓа нив. Зошто Тоа е нација кандидатите демос. за пратеници пред да се кандидираат, Да. декларираат етничка Па припадност? прашајте ги нив. Не, јас вас ве прашувам. Објасните ми, па Ви јас вас сум ве прашувам. кажала, прашајте ги нив. Јас уште во стартот 2001 година сум зборувала за ова, дека актите на Советот на Европа велат од никого не може да се бара во текот на изборите да ја декларира етничката припадност. Добро, таков политички систем имаме. Ама сега вие го браневте, не ми е јасно сега. Што браво? Одговорот беше, па вие обратно сега ме прашувавте. Одговорот беше дека ние сме суи генерис општество, мултиетничко, мултикултурно, мултиконфесионално и треба да ја декларираме етничката припадност заради Комитетот за односи меѓу заедниците, кој ниту некаква активност превзел за меѓуетнички односи, ниту некој знае дека постои. Не е само заради тоа и заради Бадентеровото мнозинство. Па, да ми не ви зборувам за тоа, сте завршиле политички науки. Во науката велиме немо јудекс ин кауза суа. Никој не може да биде судија во својот предмет. Значи не може пратениците едновремено да бидат и пратеници обични, а потоа и во комисијата да одлучуваат. Ама вие сте Само горда, суд може горда да на извештајот одлучува. на Бадентеровата комисија, ова е предлог на Бадентер, на вашиот почитуван професор, нели? И пријател. Како решение. Не е точно дека е тоа конкретното негово решение. Бадентер важи, отворете на неговата страница за еден од најголемите критичари на консоцијативната демократија и тој велеше дека треба правата да се лоцираат на локално ниво. Добро, И да се само во вратиме- исклучителни ситуации, вратиме кај кај нас тоа идентитетот. што е исклучително стана редовно. Кај идентитетот. Што е Ајде. сменето во вашиот идентитет? Тоа ме интересира. Еве што е сменето. Јас набрзо ќе треба да одам да вадам пасош и лична карта. Добро. И ќе треба сама да се лажам, Добро. како што чувме деновиве дека председателот Трајковски бил председател на Северна Република Македонија, лага, така јас ќе треба сама да се лажам дека сум родена во Северна Република Македонија. Ако јас, Друго е името. извинете, ако јас сум, така ќе биде, во документите, во административниот и политички период, и за документите внатре, и за документите надвор, мора да се стави името Република Северна Македонија. мислев. Целиот мој идентитет во животот, Добро. никогаш, ни на моите родители, ни на мојата баба, немал ништо со Република Северна Македонија.
Тоа е нонсенс. А во СФРЈ Никогаш не вие сте имале- постоела. Ама вие сте имале пасош на СФРЈ. Па што? И што се А сменило? не, чекајте ве Ајде. молам. Сум имала пасош, Да. сум била член на федерацијата Така. и сме Нешаналите- имале двојно. нешаналите Нема- СФРЈ. Ама, па што? Ама сме имале ние федерација е тоа, ние не сме во федерација Сега со... сме, ама немојте луѓето со- да не ги лажеме луѓето. Ги лажеме. Остануваме македонски народ што зборува македонски јазик. Молам? Па нели е така? Кој народ нема малцинство? Ајде да ве прашам сега. Дали постои народ во Европа или на Балканот што нема малцинство? Само ние. Значи, нема нација, народ е друго. Нацијата е на Балканот прво создадена, нациите, па потоа државите. Во Западна Европа обратно. Прво држава, па нација. Значи, ама, професорке, немојте ве молам, кога една Турчин- буква да смените. Еве кажувам, што ќе биде со моите книги, еве сега. Ајде. Macedоnia on Globalization. Добро. Веќе сме информирани вака. На која Македонија ме прашува мој колега сега? Ова се однесува? Оти вели дека во Преспанскиот договор пишува дека престанува важноста на името Македонија. Тоа чудно важи само за Северна Грција. Не само што важи за Северна Грција, иако тамо има 3 области што се викаат Централна, Западна и Источна, прв пат појавени 87 година, туку пишува, нели, во членот 7, дека се однесува и на народот во северниот дел. Кој е тој народ, јас да ве прашам вас? Кој е тој грчко-македонски народ? Оти вели има континуитет со минатото уште од антиката. Сите народи настанале во 19-тиот век, нации, пардон, само грчката во 6-тиот Пак век не ми и во одговоривте, 5-тиот дали век. постои Ама вие не ме македонски- оставате. Сега Вие не ме оставам, оставате. сакам да водиме Оставете ме, ама да не е ова водиме дебата. Не е ова дебата, вие прашувате, јас одговарам. Ама бројот на вашите прашања не дозволува јас да одговорам. Значи, дозволете ми. Еве, што друго? Дозволете. Се составија комисии некакви. Така наречени експертски, ренесансни, па од сите области тие сега усогласуваат прашања. Кои се тие, како мојот против кандидат умно забележал дека, како вели, кои ги овласти да разговараат за име со географска одредница, така вели тој. Значи, кажете ми, овие комисии, како тоа луѓе, професори, експерти, наместо на универзитет или во МАНУ, под капата на Министерството за надворешни работи, определуваат чиј бил Григор Прличев, чиј бил Гоце Делчев, кои треба да ги славиме. Сето тоа е дел од мојот идентитет. Ако мојот татко се борел и бил во Фуштани Егејска Македонија, Егејска Македонија, значи јас кажувам, како историски факт е запишана во мојот ум. Да ве Ако во прашам- Бугарија имало Добро. 30 училишта на македонски јазик, 10 библиотеки, тоа е запишано во мојот идентитет. Добро. Сакате уште? Ќе имаме многу прашања. Што ќе правите вие на овој план? Што ќе правам на овој план? Политичар е едно и кога велите вие сум ретерирала, тоа беше одговор на тезите дека дали сега ќе сум се качувала па ќе сум ги симнувала надписите и така натамо. Не, немам намера тоа да го правам. Тие зборуваат за државата, но јас ви кажувам, јас никогаш нема сама да употребам Република Северна Македонија, нема. Бидејќи ја не познавам, колку луѓе познаваме во животот сами што смениле име, јас еден. Колку луѓе познаваме на кои им го смениле името, не познавам. Освен моите дедовци и прадедовци на кои им ги преправале имињата. Значи јас ќе го игнорирам. Тоа може да го чуваат полицајци, да го каде сакаат да го пишуваат и јас ќе го толерирам тоа. Добро, Тоа е едната димензија, тоа- лично, тоа не бидејќи значи имам дека тоа нема право да постои, на да. слобода на изразување и тоа е дел од мојот идентитет. Така. Во поглед на правото, видите,
Не јас. Па белким прочитавте по Нови Македонии и така натаму врвни експерти по меѓународно право. Професор, ќе бидете Што искрена? кажуваат? Не, бидете искрена пред граѓаните. Јас сето тоа го знам. Јас сум многу искрена. Што е правната последица од сето тоа? Од кое? Нашата држава беше пред Меѓународниот суд на правдата. Да. Доби кристално јасна пресуда. Така е. И што се случи со таа пресуда? И сакате да кажете дека Не, треба што да се се случи? откажеме? Не, што се случи со таа пресуда? Да, извинете, пресудата си е пресуда. Неа ја игнорираа политичари, генералниот секретар на НАТО и така натамо. Но ние зборуваме сега за нешто друго, за задолжително меѓународно право, за јус когенс, кое што, ако не биде почитувано, се што е резултат од него е ништовно. Добро. Така вели Конвенцијата за договорно Така право. вели, така беше и до сега, беа наметнати А дополнителни што очекувате? критериуми при Ние приемот јас, во Обединети очекувате нации. И јас што се како случи? професор да зборувам наместо за юридизација на право, за политизација на правото? Пајте да ги распуштиме Не, тогаш не. Обединетите нации, Не, Меѓународниот суд на правдата. Ама, професорке, внатрешниот политички систем е систем поставен на принципот на субординација. Таков принцип не постои на Па меѓународен мене ми план. е тоа јасно. Па вие се обидувате да го кажете ова. Не, мешате. Мешате како и некои професори кои не докторирале на меѓународно јавно право, па не им е јасно. Разлика да правиме. Добро. Меѓународниот поредок, да, е заснован на сила, а не на право. Добро. Меѓутоа, по Втората светска војна, значи многу после Тукидит, не веруваме дека силните секогаш го прават тоа што можат, а слабите тоа што мораат, пет земји бидејќи во имаат обединети... право на вето, а другите не? А чекајте, сега има и две кандидатки други, тоа е новиот светски поредок, тогаш се создавал, значи сега нели и Јапонија и Германија велат, во мојата наука жестоко се критикува овој принцип, но во Генералното собрание сите се рамноправни. Дека е важно правото, покажува однесувањето на повеќе од 140 држави. Што мислите? Зошто тие ја признавале Македонија под уставно име? Па затоа што тоа го бара повелбата на Обединетите нации, затоа што тоа го утврдува пактот за граѓански и политички права. Значи, ние сега велиме дека, да, меѓународниот поредок е заснован на сила, но мора тоа што е димензијата на идеализам да внесеме ако не сакаме да заврши како Лигата на народите и така натаму. 25 години живеевме во Така, филмот на така. идеализмот и еве до каде стигнавме. Не, воопшто не сме живееле во филмот на идеализмот 25 години. Прашајте ги сите актери, меѓу кои и мојот против кандидат, бидејќи тој ги советувал, тој беше, значи, во главен советник за меѓународни односи и безбедност на господинот Црвенковски, Так. после 2008 година, прашајте го него. Да. Па знаете што А дали се случи? прашувате вие Ајде. каква е таа трансформација? Па сега до пред неколку месеци истиве овие луѓе кои сега велат дека идентитетот е загарантиран, дека не е страшно што е сменет уставот. Тогаш сосема друго зборувале. Да, дека Иначе во пошто- меѓународното јавно право основното начело е објаснето во учебник на Девид Рузие. Ниту еден меѓународен договор не може да дерогира устав. Значи, Тој станува дел од внатрешниот правен поредок. А не зошто е тоа така, затоа што немешањето во внатрешните работи и еднаквоста на субјективитетот што го вклучува и името е едно од нормите јус когенс. Знаете Значи што? нема право на самоопределување без право на име, знаме, химна. Зошто мазохистички Да. ние бегаме од ова? Слични критики се слушаа и за привремената спогодба, за сега најголемите нејзини критичари тогаш да ја бранат и да велат, меѓу другото, она што го губиме сега е привремената спогодба. Не, сосема погрешна теза. Името од привремената спогодба бивша Југословенска република Македонија не се однесуваше на Македонија внатре. Тоа зборуваше за
кумот. Да. Значи не за нас. Да. Нашиот Некој- суверенитет Да. внатрешен си беше загарантиран. И А таа- ајде сега едно логично Ајде. прашање. Ако тогаш не убедуваа дека таа жртва мора да се направи, зошто? За да можеме ние да влеземе во сите меѓународни институции, не пишуваше без НАТО и без ЕУ. Така е. Што е сега сменето? Сега, јас исто да ве прашам. Ако привремената спогодба функционираше заклучно со добивањето на кандидатскиот статус, Така. а почна да станува проблем по промената на власта во 2006-та, се Така. сеќавате пред НАТО самитот што се случи? Се промени името на аеродромот, се промени името на автопатот, некој објави дека ќе го става Александар Македонски на плоштадот, Така. што беше доволно за некој да ревидира својата политика кон оваа земја и да каже стоп. Не може ние да ве пуштаме секаде, а вие да го правите ова. не. Како не? Не, Ова не е ова тоа- со датуми не е тоа. најпрецизно се докажува. Не, Ама немојте сега, Не е професор. тоа основната причина. Јас го следам. Не е тоа основната причина. Моите колеги, грци професори по уставно право велат дека признавањето на Република Македонија под уставно име од САД било причината за јагнење на Кандидатскиот грчкиот статус, национализам, но професор, само ќе да е ти... по- да- Ама не, чекајте, Ама сега не може чекајте. вака да манипулираме. Значи, Ама признавањето како на Америка... квалификации давате Ама, вакви на еден професорке, професор и ваш гостин? Ама, чекајте. Вие манипулирате? Професорке, Јас ниту еден момент признавањето- не ви реков. Ама, Ова не ми се случило. Признавањето на Видете? Америка е 2004-та. Кандидатскиот статус е 2005-та. Значи нема врска сето тоа. сега нема врска. Нема врска. Јас имам иначе, сами сте чуле, жестоко сум го критикувала тој концепт, жестоко сум го критикувала, но од естетски причини и нема што да бегам јас во историја, но морам друго да кажам нешто. Видете, ако на територијата на Македонија на секој чекор имате антика, од каде сега правото на Грција да биде апсолутен собственик на антиката? Антиквизацијата, многу колеги мои ја опишале тоа, има логика како термин да живее во САД. Никаква антика нема. Ние имаме обврска по УНЕСКО да се штитим, да го штитиме она што е овде. Имаме антички театар, имаме антички мозаици. Како сега тоа ние, не само на нив, туку и на овие споменици од Скопје 2014 ќе запишеме дека имале врска со хеленското наследство. Смешно. Па како може нешто од 2014 да има врска со хеленско наследство? Па тоа е авторски труд. Што ако војнот на конј, да речеме, е на некој начин намерно направен за да биде тоа критика на сите војни низ историјата? Не го зборувам ова на памет. Ова го пишува професорот Кент Франческо Масинео, кој вели, замислете ние италијаните, сега да велиме дека Јустинијана прима, Јустинијана секунда, све било италијанско. Нема врска. Тоа е заедничко културно наследство и цивилизацијска придобивка. Никој нема право, па ни Грција. Ниту е антиката само хеленска, ниту е пак Македонија грчка. Логика нема. Имате вие во соседна Бугарија колку сакате споменици. Значи имате по цел свет. На сите ли пишува споменици? Не. Извинете, ама и тоа, и античкиот театар и све влегло во мојот идентитет како цивилизацијско наследство што треба да се почитува и треба да не спојува, а не да раздвојува. Инаку е навредливо. Добро, имаме многу теми, за жал времето е толку. Јас се надевам дека во кампањата ќе имаме шанса да отвориме дел од другите теми. Од она што не отворивме за крај, само да ве прашам. Вас не ве, јас очекував да ме прашате што ќе направам јас како председател. Што е тоа што ќе биде ново? Зошто сум се нафатила за вакво нешто? Да, мислам дека и мислам дека е тоа клучното во кампањите, а не... Го слушнавме тоа, мислам дека е важно и за некој. Сте го слушнале? Да. Не знам дали од мене. Па нели го чувме, имавте настапи и други, сакам да кажам. Па тоа се извините, јас не одам како расипана плоча и како джубокс на сите телевизии со истите тези. Оставам нешто, јас очекував од студентот кој што добил десетки да разговараме за тоа. Да кажам што ќе направам јас ако станам жена.
Што до сега не е направено? А еве повелите. Имаме време за тоа? Имаме. Ајде. Значи, прво, ќе го отворам прашањето за Уставот, иако знам дека може да мислат во јавноста Пандорина кутија, нашиот Устав е Устав кој што не овозможува функционална демократска држава. И ќе го чуеме тоа. Го чувме од министерката француска, која многу убаво кажа, оти вие зборувате за пракса, како рече, failed state, не weak, значи пропадната држава, уништен политички систем, рече. И дали некој со пропадната држава може во овие преостанати 2 години, иако морам да кажам, Социјалдемократскиот сојуз и останатите коалициони партнери не се на власт само овие 2 години. Беа и во техничката влада, можеа да влијаат. Не беа сите преокупирани со Преспанскиот договор. Требаше да работат социјална заштита, здравство, образование и така натаму. Значи, нашиот Устав досега, овие 36 амандмани, не се занимавале со клучните конституционални проблеми. Со тоа треба да се занимаваме, а председателот е овластен предлагач на амандмани. Јас не велам дека во еден мандат може да се направи тоа, но важно е да се соберат македонските конституционалисти. Веќе од некои имам и таков предлог. Странски конституционалисти, за да видиме кои се оние точки во Уставот што оневозможуваат правна држава. Јас ќе ви кажам. Начелото на поделба на власта. Погрешно поставено. Трите власти треба заедно да живеат, заедно умираат. И кај во своје емисии се изнаслушав од еден експерт од тие фастфуд експертите, како вели дека парламентарниот систем со самото аналитичар политички покажувал дека парламентот е највисок орган на власта. Петка. Значи, парламентарниот систем е заснован на рамнотежа на трите власти. Ако парламентот изгласа недоверба на владата, треба да си оди и тој. Ние сме една од ретките земји која што има само инструмент на самораспуштање. Во моментов, заради тоа, заради отсуство на поделба на власта, ние немаме демократија. Ние имаме власт концентрирана не само во владата, туку само во премиерот. Да, и британците велат кабинетски систем, премиерски систем, ама во Македонија тоа е каудилизам. Понатаму, имаме двоглава извршна власт. Намерно, од французите сме ја зеле. 2 глави, подобро размислуваат, иако во Франција далеку поголеми овластувања од македонскиот председател има, шефот на државата. Ама, што со оваа поделба на власта? Каде е председателот на Република Македонија во најпредседателската надлежност склучување на меѓународни договори во името на Република Македонија? Ете ви уште една повреда на Уставот на Република Македонија. А како рече странскиот експерт во Нова Македонија, вестникот, дека ако обете страни знаеле дека оно што го прават е спротивно на Уставот, сите последици правни се ништовни. Значи, напаѓањето може да биде и внатре, само што ние немаме Васко уставен суд во моментов, иначе тој ќе иницираше постапки. Трето, еве денеска е денот на жените. Правична и соодветна застапеност. Кај нас правичната и соодветна застапеност се однесува само на етничката припадност. Во многу земји тоа е недозволиво. Значи, за мене правична и соодветна застапеност е ако јас сум ромка, а вие сте албанец и сме еднакви во другите критериуми што се викаат стручност и компетентност, јас како подпредставена да имам предност, ама и како жена. Ова важи за лица со посебни потреби, ова важи за сиромашни лица, зашто Македонија е социјална држава, има принцип хуманизам и солидарност. Членот 9, сами го потегнавме, погрешно, сите граѓани се еднакви. Ма какви граѓани? Сите индивидуи се еднакви. Уставниот суд, никаква надлежност, треба да уредиме, да донесеме закон. Председателот тоа може да го предложи. Имавме ли проблеми со давањето
на мандатот, имавме ли проблеми со исто така со ветото. Сето тоа треба да го уредиме за да може која и власт да дојде да функционира државата. Значи јас имам во овие мои 30 на години напишано, наброено и мислам дека тоа можам да го реализирам. Тоа можете да го иницирате, но ви требаат 2/3 во парламентот за тоа да помине. Одлично пак, Белким, ке ние на патот кон ЕУ, бидејќи сега ке ни ги испорачаат владеењето на правото, просперитетната економија, квалификуваната администрација, стручна администрација, крај на криминалот и корупцијата, крај на непотизмот, просперитет, значи тоа е она што е насушна потреба. Затоа јас мислам дека сум најсоодветниот кандидат. Како жена, како професор, оти вие НАТО, па еве на прагот сме во НАТО и што после? Да, вие се ежите населењето на политичкиот диалог од институциите во клубот на пратениците на така наречени лидерски средби. Еве сега лидерот на партијата што ве поддржува иницира нова лидерска средба, ќе се случи внедел, имавте шанса да го советувате? Не. Тоа не е врзано за... Тоа баш за претседателски избори ќе зборуваат, па сакав и да ве прашам, двајца лидери на партии што има да зборуваат за претседателски избори? Молам, а во Хилтон да изберете кандидат? Тоа сте чуле некаде? Без да има други кандидати? Ајде да ве зборуваме. Сега веќе нас не цитираат како Хилтонова демократија. Ова што велите вие. Едно е средба во градење на национален консензус, ама пропуштив. Што значи национален? Знаете што значи? Значи не значи македонски етнос, туку Македонијан, како во Швајцарија, како во Белгија, белгијанци, швајцарци, значи демос. Етносот нема потреба од устав, ништо не креира ново. Пред граѓанска заедница е. Демосот има потреба од устав и од демократија. Значи, нека се договараат, нека разговараат. Она што мене ме боли е, кога одлуките ги носат тамо, а 81 пратеник само креваат раце. Па нели пратениците гласаат по собствено уверување и ги представуваат граѓаните, не партиите, не лидерот. Тоа ме боли. Значи, на Македонија и се потребни силни, стабилни институции, процедура, а не силни поединци. Каде што има силни поединци, ќе има дискреција. И ја затоа велам, една од првите барања ќе ми биде, иако тоа само можете да им го соопштите, почнете од себе. Скратите ги председателските привилегии. Да речеме, има еден закон за привилегии на председателите. Чуму им се. Обезбедување, кабинет, сме чулели ние на поранешните, од мене нека почне. Второ, го соопшти тоа и добив аплауз на конвенцијата. Чуму е на една од најсиромашните земји влада со 25 министри, со уште толку заменици, со уште не знам колку советници. Реформата треба да почне од нас, од нив. Пример да дадеме. Професорке, јас немам никаде слушнато став за настаните од 27 април, може би сте кажале, но јас не сум слушнал. Во емисија жестока со Гордана Дувњак и со Беса Рифи, мислам беше, Тогаш Гордана Дувњак ме обвини дека романтично сум гледала, јас реков Герника не е романтика, ама морам нешто да кажам. Ние не смееме да заборавиме на целата генеза, на целиот амбиент што се случуваше во парламентот. Од изборот на председателот, за кој што не знаеме, до интонирање на химна на Албанија. Тоа ми е многу интересно како за вас настаните почнуваат од изборот на председател. А, например, не спомнувате ништо за неколку месечното одолговлекување на конститутивната седница на собранието. Тоа го нарекувате филибастеринг. Па, видете, таткото на филибастерингот во Македонија е председателот на собранието, кој што не читаше кувари. Дали имате еден светски пример во кој што имало филибастеринг на примопредавање на власт? Имало. Добро. Во нормални демократски земји. Па сега не знам што да кажете нормални.
Не знам, имало и нормални кои на моменти биле ненормални. Добро, тоа значи сега СДСМ, ако ги изгуби изборите, може 4 години да ја тера Не конститутивната 4 седница. години, не. И СДСМ беше против филибастерингот на господинот Џафери, да бидеме искрени. Не, иначе филибастерингот не е македонски за на изум. конститутивната Не седница е македонски изум. Не е македонски изум. Значи насилството Има не рекорди. беше... Не. Насилството Јас не го- беше последица на филибастерингот. Не, вака да бидеме искрени. одбивањето Не да се бела. предаде власта на Не. мнозинството. Јас сакам да кажам дека, извинете, амнестијата, пазарот после тоа ви се вклопува во оваа слика. Чуварот на злото или сега стана перспективен еврочувар и така натаму, тоа не ви оди. Тука беше премиерот на вашето место, сите тие прашања му ги поставив нему. Сега со вас разговарам, имам прашања за вас и да ги поставам прашањата. Целата, сакам да кажам, целата таа слика на парламентот и сегашната не личи на парламент. Професор, Парламентот треба да е школа на Ќе го судите ли демократија. насилството што се случи во парламентот? Го осудив јас, Кога? отворете таа емисија, ќе видите, само реков. Насилството, Герника што може да е? Персонификација на насилство, на ужас. Меѓутоа, што реков јас тогаш? Дека судот треба да суди. Не се суди на преки судови ни во парламент, не се суди ни на телевизија. Па на некои телевизии, не на вашата, па цели постапки изведуваа креативни новинари. Дури до врвот стигнуваа. Тоа не е во ред. Нас ни треба независно судство. Ама сакате да кажете дека ова со измените на кривичниот законник или со законот за амнестија или со постапките во судот дека се пример за независно судство, сите предмети кај еден? Не се. Па, извинете, ако сите велевме дека еден од најобоените објекти беше јавното обвинителство, како ќе правите реформи со човек заменик на јавниот обвинител? Зошто не моите колеги? Зошто не го избраа Гордан Калајџиев? Па тогаш јас ќе верувам во промени. Сега истото. Кога велевме ние дека чекајте во Уставот има одредба дека е единствен орган, значи внатре може да има посебен орган кој ќе се бави со овој криминал, велеа не е така. Како сега тоа специјалната јавна обвинителка ќе стане дел од целото јавно обвинителство, ама има посебен закон за специјално јавно обвинителство. Вака велат француските професори по право. Се што е специјално треба да се прима со голема резерва. Треба да стане редовно, сите да одговараат, без оглед дали се функционери или не. И една уставна измена, да не заборавам, Васко, импичмент. Нема само за председатели, има и за собрание, има и за министри. Знаете што е забелешката до вас? Вие зборувате за специјалното јавно обвинителство, а не сакате да зборувате за последиците кои што доведоа до специјалното јавно обвинителство. Апсолутно зборував, ама сега вие да не се бавевте со фришоп, тоа све ќе обработевме. Па сте заборавиле. Јас излегов во емисија кај Оливера и реков дека ги охрабрувам. Едната од нив студентка ми била извонредна, Ленче, најтивката. Не, Сакам да кажам, имавме обвинителство за организиран криминал, кој што ништо не направи, а шефот на тоа обвинителство... Ама еве сега шефот на тоа, заменикот на тоа обвинителство, сега е шеф на господјата Катица Јанева. Ба немојте шефот на тоа отиде судија во Страсбур, тоа е последицата. Затоа што не ги истражи бомбите, нели? Во Страсбур тамо требаше да знаеме дека и политиката има клучно влијание. Така да знам, за баџанакот на Мјалков. Знам. Не знам тоа дали се, не го познавам ја семејството Мјалкови, не знам кои се, што се, но... Добро, мислам дека имавме интересен разговор. Па, одамна не сум имала ваков жесток разговор, но тоа е, да, убаво рековте. Сега сте вие, тој што прашува, јас одговарам, се надевам дека нема да бидете селективни, дека ќе ги прашате соговорниците како тоа во 2016 година велеле дека мора да има национален и државен консензус за промена на името, мора да има задолжителен референдум, дека кој ги овластил да разговараат за географска одредница, а одеднаш сега не сум од овде. Тоа е интересен, ама не гледам такви прашања да поставуваат. Не гледам такви прашања.
Или како ќе реформира држава некој кој бил цело време тамо и тоа во служби од интересен карактер. Добро, благодарам што бевте И јас дел ви од благодарам. 360 степени. Да. Отстранувањето на детонаторот ќе има сериозно влијание врз убоитоста на експлозивната направа која дрмаше јавната сцена. Новата политичка конфигурација на теренот предизвика создавање ситуација во која се констатира отсуство на потреба за нивно користење при новите битки со старите криминалци. По принцип, на разоружувањето се гледа различно, па некој смета дека нивното отсуство ќе биде лековито, а друг тврди дека дури и неиспукани нивните гелери би имале некаков таргет. Се е можно. Се е можно, може и некој да се спаси. Ниту во еден момент не се разгледуваше можноста некој да се спаси. Што да кажам јас за воиднина? Како може да се спаси? Па може. Колку што е јасно кому му одговара деконструкцијата на бомбашките процеси, толку станува евидентно кому нема да му биде пресудено во процесот на најавената постизборна владина реконструкција. Не затоа што тоа се базира на некаква објективна проценка, туку само на чист субјективизам, со тврдење дека таквиот потек би бил нецивилизацијски чин. Ако вашата инвестиција зависи од тоа дали вие ќе дојдете кај мене во кабинет и ќе се договорите и дали утре мене можеби некој ќе ме смени и можеби тој договор ќе биде малце поинаку третиран, јас мислам дека тоа во цивилизираниот свет не функционира. Напротив, цивилизираниот свет сака да има предиктабилност. Предвидливост е очекување на бизнисмените, но во политиката таа не важи, затоа што изборните резултати се единствениот критериум врз основа на кој се останува или се заминува од кабинетите. Оние што постојано имаат нереализирани предвидувања за себе и за сопствената иднина. Кога се таму забораваат, но потоа се подсетуваат дека багажот со валканата преслека која помогнале да биде износена низ политичките коридори, кога тогаш ќе им се истори на сопствените плеќи. Ќе ви кажам, јас имам и двојник. Значи има двојник кој што собира потписи. Тоа е оној рецепт, со Ване спомнавме пред емисијата на Владко Ѓорчев, кога ја владеше Рада Шекерова и други. Се сеќавате на тоа, така? Проблемот со двојниот идентитет ја мачи тврдата патриотска оска, која на прв печаток цврсто ги брани националните интереси. Но штом повеќе ја отвара сопствената приказна, станува очигледно дека македонскиот е во втор план, а доминира носталгијата по некои други држави, времиња и асоциации. Светот ниту почнува, ниту завршува во Брисел и Вашингтон. Македонија нема основа да биде членка на Европската унија и НАТО алијансата. Југославија не ја растуривме за да пристапиме во сојуз со Европската унија, кој е недефиниран политички конгломерат. Но во недефинираните политички конгломерати постојат дефинирани правила кои мора да се почитуваат. Тоа особено важи за политичари кои пробуваат да си играат со нив и да ги толкуваат како што тоа ним им одговара, спуштајќи ги моралните вертикали во хоризонтала. Глупаво е сега зборувам за приватни работи, но нема друг начин. Нити родителите ми се во администрација, нити сопругата ми е во јавна администрација. Значи може и поинаку, така? Добро, може. Не, ама Александар Николовски на крај е личност која што има кредибилитет. Добро. И јас треба да зборувам за собствените Ајде, Саша активности. Стефановски што ви е? Јас. Кога веќе ме влечете Добро. за збор? Што ви е Саша Стефановски? Братушет, Браточет? Да. Каде беше Саша Стефановски? директор на фонд за здравство. И што е тоа? И јас ја го И поставив, што е ја бев тоа? член на Ама влада. што е тоа? Значи не видиш Дали е овој непотизам пример. или не е непотизам? Па, апсолутно не е, затоа што ја не сум можел да Браточет поставам- како не е непотизам? И на крајот, кога чашата веќе ќе се прелее. Луѓе, абе срамота е ова што го правите на луѓе. Видете. И ВМРО да помане и СДСМ. Седнете, договорете се, кажете ни што правите, како правите, ова е мајтап. Може да е карикирање. А мајтап држава правите, сериозно. Државата не е мајтап. Беше. Приватен. Сега е импровизација. Општа. Ама и таа, ич не е смешна. Толку за вечерва. Се гледаме в понеделникот 22.